Некои луѓе раскажуваат приказни, а некои прават луѓето да се смеат. Некој пак ги прави и двете. Тоа можам да кажам дека е нашиот денешен гостин Жарко Јовановиќ, актер и стендап комичар. Жарко, најпрв да ти се заблагодарам што ми ја прифати поканата да гостуваш во Хајп Македонија за прв пат. Кажи ми како си денес? Па, одлично. Еве, денеска многу убаво време, високи температури, одлично се чувствувам. Имам пробу уште малку, гледам да не задоцнам нели за 1 сат. Вајда ова интервју ќе биде малце пократко, нели, за да можам да стигнам. И да, вечер имам представа и тоа ми дава уште поубав филинг. Дека ќе го закружиме денот како што треба. Така. На јавноста си познат и како актер и како комичар кој ги засмева луѓето. Ако треба ти да се опишеш сам себе си, како би се опишал? Па не знам. Најбоље би било ја и себе да се засмевам така како што ги засмевам луѓето. Би сакал тој еден автоефект да постигнам кај себе, тоа би било доста добро. Инаку некогаш знам да бидам и сериозен, не мора да биде, нели, нека цело време јас сум некој кој што ги забавува луѓето или да се очекува нешто такво, напротив. Некогаш кој ќе отидам и ја у кафана, сакам чисто да си седнам, не мора да биде некогаш или од мене да се очекува тие вицеви, јас да ги кажувам и да бидам тој кој што забавува. Зависи од расположение, некогаш знаат да се погодат луѓе кои што ќе ти кажат: "Еј, ајде кажи бе, онаа позната реченица, глумац, кажи нешто смешно во секој момент", или "Еј, ај изимитирај го ова." Тоа ми е most common question. Најслушано нешто. Така што зависи од момент. А каков беше како дете? Дали тогаш беше некој што ги засмева другите или пак некој помирно, поповлечено дете? Па некоја мешавина може од тие две работи. Јас и бев мирен, тактичар. Бев мирен кога требаше да биде све мирно, а знаев некогаш да фатам кривини кога имав простор за такво нешто. Јас сум, како се вика она, ученик од последна клупа, како помал, а сепак сум бил одличен ученик и покрај тие, нели, околности обично се очекува, нели, тие кои што се ученици од последна клупа да бидат малку проблематични, нели, со да нема добри оценки или слично. Јас сум имал добри оценки, јас сум бил исто така со екипа која што е била малку, нели, по пргава на некој начин и сум оддржувал некој баланс, како можам да кажам. А тоа е многу битно според мене општо и за живот, знаеш. Да бидеш Моцарт меѓу Шабани и Шабан меѓу Моцарт. Меѓу Моцарти, нели, кога треба. Така што кој научи тоа да го балансира, веројатно ќе има долгорочен успех за било што. Имаше ли момент кога свати дека ќе се занимаваш со оваа професија, дека ќе работиш на сцена? Да ни раскажеш за таа ситуација? Па имав, да. Уште како мал. Ја уште многу одамна сум сигурен дека ќе го правам ова. Што го правам сега. Многу рано открив уште 8 оделение кога бев, тоа е доста рана возраст. Сакав првин да играм фудбал, тоа ми беше најпрвична пасија. Сум голем најувач на Манчестер Юнајтед, Црвена звезда и тоа сум ги прател тие клубови уште од мал. Меѓутоа, сватив па и дека немам некој талент многу за играње фудбал, а бев страшно упорен, дека таа ми е некоја карактеристика можда општо. И сум сакал тренира фудбал, ама не иде и сватив дека не сум талентиран и едно савајле станува, викам, кај ќе одиш на тренинг ли сега, викам, дај најди нешто друго што ќе биде слично на ова што сега го правиш, ама што не си толку добар, дај најди некоја друга професија таква. И така си замислив нешто што може да биде. Каква поврзаност најди измеѓу фудбал и глума? И ти кажам, поврзаност доста интересна, затоа што фудбалот и глумата може да се каже дека се функционираат исто. Како театарот, една представа функционира исто како една утакмица. Значи, ти кога правиш представа, имаш режисер, некој кој што го осмислува сето тоа, некој кој што ја води играта, тоа ти е као тренер. Тука имаш публиката која што исто така го наблюдува над преварот или представата и си бира кој е омилен играч, кој игра само по себе се вика актерска игра. Публиката бира кој се свиѓа, кој не, нормално, кој како одиграл нешто и зависи дали ти имаш главна улога, дали ти играш некоја споредна улога или ако си главна улога, онда си капитен, го носиш, нели, тимот. И сите тие работи прават
поврзано според мене. Помеѓу театар и фудбал има врска. Од каде црпиш инспирација? Еве кога треба да започнеш некој нов проект или материјал за стендап, од каде почнуваш? Па, инспирација црпам од секојдневие, а нормално повеќе црпев порано кога ги правев сите оние имитации, инспирација имав од разноразните ликови луѓе кои што ги гледав по телевизија и кои што имаат да кажат што имаат да кажат, нели, нивни гафови, нивни небулози, се тоа е инспирација од наше секојдневие кој што ние го живееме, ама во последно време последни мои стендапи, она што го црпам како инспирација за да ги направам е од самиот себе. Некои мои случки, некои мои успеси или неуспеси, добро, повише неуспеси, пошто неуспех е повише смешен, нели, што има да кажувам за успех за стендап, онда тоа не е ни стендап, не е интересно. Така што тоа е некако, можам да кажам дека од себе повише тргам некако последен период. Колку од твоите шеги се вистински случаи, а колку така понадградени за да бидат посмешни, еве да кажам? Па има многу и што не се вистински, нормално. Не, комедија сепак, ефектот е да биде смешно ти, да предизвикаш некоја смеја. Има многу и таква треба да биде комедијата, да, како например да предизвикаш промена во општеството, некои аномалии кои што се јавуваат, да се колку може да се промена точно. Ама мислам дека смејата ипак е и смеја заради смеја сама по себе е окей. Значи, поентата на еден стендап комичар или актер кога игра комедија е ти да имаш добра представа и луѓето од тој салон да излезат насмејани и да имаат добар впечаток, убаво да поминат таа вечер, знаеш, не е некоја филозофија. Преку некои други представи, драми или слично ти можеш да покажеш и некои други работи, да менуваш општество и слично. Во главном се надградени затоа што мора да има нешто што е над она секојдневно. Ако е само по себе секојдневно кажано, тогаш веројатно го нема тој комичен ефект, мора да имаш барем онака у целофан уметнички да го завиеш, знаеш, и да го пласираш на публиката. Па да, точно, бела лага. Колку да го постигнеш тој ефект, да изнудиш смеја, знаеш, нормално. На сцената гледаме и како актер и како комичар. Што е разликата меѓу тие две нешта? Најголемата разлика и која тебе ти е подрага улога? Најголемата разлика меѓу тие две работи е одговорноста, можам да кажам, која што ја носиш позади проектите кои што ги работиш по мене. Да бидеш комичар е можеби потешко само по себе да правиш стендап, затоа што кога искачаш на сцена ти тоа го правиш сам, тука нема режисер, тука нема колега до тебе па да ја извади работата ако човекот ако тргне по злу. Ти сам мораш да се справиш со тоа. Во представа е малце да кажам, полесно затоа што има режисер тука, па сега ако не е добра представата ќе почне да се вадат, абе режисерот ја утна, знаеш, или овој не беше добар заради има на кого да се префрли одговорност. Да, сценографијата да беше малце болја. И кој ќе видиш има да префрлиш топка на повише врати. А овдека се е кај тебе. Ти искачеш и што ќе покажеш таа вечер, што си спремил, што сееш, што ажнееш. Така функционира, во принцип. Раскажи ни некој настан што го паметиш, што ти останал во сеќавање, дали по добро или по лошо? Па, по лошо, обично тие се памтив. Повише добри, знаеш, обично човек она лошо што нешто се случило, па ќе го запамти као леле тоа што се случува. Добро, има икс добри настапи, било добро, се смееле. Сум имал такви настапи, тоа во главном се дешава нормално во помал локал некаде. Сега, например, ја преферирам повише кога би можел во сала некако да играм, пошто по театарски се чувствувам така и имам некоја, за мене барем, поголема слобода. Например, кога ќе играш во бар или нешто, па сега некој тука ќе пине малку, па сега ајде да е малку е окей, зашто можеш да воспоставиш комуникација, па да биде интересно ти да кажеш на него, па он да каже нешто на тебе. Ама ако отиде тоа пиењето, нели, кај гледачот малце повише да отиде во некој друг размер и правец,
тогаш више ти не можеш ни да збориш со него, он може да ти упаѓа у збор и да биде и ти не можеш ни да водиш диалог и тогаш викаш да, ако може некој да го изнесе или нешто за да може нели да продолжиш непречено да го држиш тој стендап. И мисли има таква ситуација случајно. Човекот го видува луѓето дека више нема ни комуникација, него се сведува на некои крици и извици таму, нели. Пробаа да го изнесат, он се врати од другиот влезе сам. И тоа беше па смешно, знаеш, али беше бркање дали ќе отиде или не. И така, али драго ми е дека има и такви некои искуства. Подобре нешто се деси да го памтиш него да биде безлично, знаеш. Дали хуморот некогаш ти бил начин да се справиш со нешто што ти се случува во животот, нешто тешко што ти се случило? Па да, хуморот е како за другите кога го правиш како лек, како публиката која што го пригма тоа и се смее, како е за нив супер тоа, нели, добро се осеќа кога ти ќе направиш добра шала, така и ти се чувствуваш исто. Тоа е многу интересно, што ти како комичар која ќе направиш добра шала и тоа е прифатено толку со громогласно смеење во таа сала и го постигнеш тој ефект, тебе знаеш колку добро се чувствуваш во такви моменти, тоа само тие што го прават, тоа комичарите и го знаат тој ефект и колку уствари е. Па тоа е тоа што те движи уствари да ја правиш таа работа. Ако го имаш таа завист некоја од тој громогласен, па не аплауз, него смеја пред се ако има таква, тоа е тоа што те исполнува и продолжуваш понатаму. Колку е тешко да си оригинален во денешно време кога сите пробуваат да бидат хумористични, да кажем, и да се истакнат? Па да, порано, барем се знаеш, имаше некој што се вика ред и кој што прави, каде прави. Порано не можеше ни секој да сними песна, нели? Сега може секој да сними песна и све. Што е во еден аспект и добро, знаеш, да имаш ти момент на интернет што ти нуди прилики да се прикажеш на светот, иначе како би се прикажал да не беше тоа, например. Ама па од друга страна, па порано па се знаело за некои квалитети нешто, ти ако не си добар и влагаш во тоа студио, ти колку сакаш пари има или си спремен да платиш на таа продукција или се, ако он не ти дават прилика ти да го снимиш, ако тоа не проаѓа ни снивен филтер, нема да го правиш. И порано мислам дека имало и покреативни содржини. Денеска, например, ти кој ќе отвориш на тие кратки Reels, таму имаш све слични, например, шала некој што ја направил таму за нешто и сега ти правиш исто такво, као која и да е шалата, не знам. Правиш исто нешто такво, па кој е предизвикот тука? Ако да го направам нешто, ако ми што го правил друг, ако ми текне нешто мене што е стварно онака интересно и мене ми дошто на ум да кажам браво, а како ми текна, ќе го направам. Иначе нема предизвик кога нешто, нели, правиш некој друг што веќе го има направено. А денеска има доста, знаеш, такви ситуации. Поготово за тие видеа гледам, они се слични, само некаде е насловот на англиски, некаде е на македонски, некаде на српски. Дали мислиш дека денес луѓето се понавредливи на хумор и дали ти кога правиш твои стендапи внимаваш да не повредиш некого со тоа што ќе го кажеш? Па да. Нормално дека мора да биде така, за да биде хумор, мора да има граница и да биде допадливо до некоја мера, не може да премине во навреда. Не може. Значи мора да биде да ги покаже неговите карактеристики како имитација на човекот, што каков е, меѓутоа само да му ја одбележи онаа негова главна страна што го опишува како човек, никако да одите во некоја навреда или слично, нормално. За да биде нели успешно као продукт. Доколку твојот живот би бил стендап, како би се викал? Нагоре високо, надоле дубоко. Или касно за почеток, прерано за крај. Зошто? Па не знам, некако, вајда дека имам 30 години, па више сум некој меѓупериод. Веројатно. Па не знам што и како е, ама некако добар наслов ми се гледа. Може да подразмислам за некоја нова стендап шоу. Туј сам негде све нешто на средина, знаеш.
Нит сум инфлуенсер, нит не сум. Глумец сум, а не сум инфлуенсер. А патус. Секоја вечер ќе легнам и викам, немам ни 10.000. Боли ме што не сум инфлуенсер и тоа така некако од тие некои такви мои епопеи така ми доаѓа. Тоа некое чувство. Надам се дека стекна време ќе стигнам и во некои инфлуенсерски води каде што ќе можам да имам поише рилови, милови, нели? Кој е Жарко кога никој не гледа? Повеќе тивок или пак како на сцена што си? Па зависи. Кога како, некогаш тивок, некогаш се е до момент, како што кажав на почетокот. Како, ако некогаш ми тргне со пијачките, да кажеме, негде и сме излезени, можам да бидам као најзабавниот. Не утре ден можам да не бидам таков. Се зависи од момент како е. И видиш, сега почнав и да ги скратувам одговорите, пошто заради проба, нели, што треба да едам во театар заради тоа, виш. Се зависи до расположение моментално. Кога последен пат ти си имаш насмејано на нешто и што беше тоа? Па највише се смеам на некои природни работи, онака што доаѓаат спонтанно и толку на филм или на некоја изрежирана работа, на нешто што е, не сум се насмеал, да кажам, одамна можда, али на оние гафови, на луѓе кои што искачаат и се спонтани, природни, кои ќе искочат, ќе ќе каже она, што на ум, тој на друм. Тука нема понављање, нема ред, па ајде да видиме што како да ја направиме да биде интересна ситуацијата, него тоа е она природно што му доаѓа на човека, такви луѓе, фала Богу, има доста. И тие ситуации ми се можда нака, мене, барем за мене интересно. Што најмногу ти ја полни енергијата надвор од сцената? Имаш ли некое хоби? Па ете, како што кажав, многу сакам, нели, да сум сакал да играм фудбал, тоа го кажав, па гледам утакмици често, знаеш, навиваме си, правиме и ние утакмица по дома, кој они на се надпреваруваат таму, нели, кој ќе даде гол. Ние се надпреваруваме кој поише пиво ќе испие во истиот момент, така што сакам такви утакмици, знаеш, и тоа е тоа, у принцип, нешто што ми исполнува. После имам едно интересно куче, што го чувам. Знам да отидам некаде у природа со него да прошетаме. Имам јазовичар, ловџиски кучиња интересни. Така што уште не сум го пуштал да иде на лов. Страм е. Ама така, од прилика, некако. И за крај да замислиме дека еве си пред публика што никогаш не слушнала за твојот град Куманово. Како би го опишал на еден смешен начин и на твој дијалект кумановски? Ја мислам дека сваке чуе за Куманово. Како не ја чуе за Куманово? Како вика, отише некој на автобуска негде, не знам, кај било, у Амстердам. И вика, карту, вика, може ли за Париз? Вика, немамо, вика, сек ништо, вика. А овој доваѓа после njega, друг, и вика, може ли едну карту за Којнаре? И овој му вика, за која, за горњо или за дољно? Така што, познати се чак и населбите во Куманово, а не самиот град. И интересно е, како се вика, имаат и многу интересни имиња тие, Зелени Рид, нели, Грин Хил, ова, она, например, се тоа многу интересно. А меѓутоа најинтересно е можеби самиот дијалект како звучи. Колку оштро звучи, значи со ние кратенки. Ск, кт, ако не ск. Тоа имаше нели парола една таму политичка. Кога, ако не сега, кт, ако не ск. Звучи така малку ск ќе те удар. Знаеш, така звучи малце како да кажам борбено, онака како спартански. Ја увек така гледам, викам, знаеш, дека Скопје као малку по култура, атињани, знаеш, така некако таа античка Грчка, така некако можам да ги направам компарација на работите, а ова некако малце ми позвучи спартански, вија, ск ќе те ударам, ушина ми го шију. Разбираш? И така некако, тоа е валјда интересно. Фала ти, Жарко, што одвои време да гостуваш во Хајп Македонија уште еднаш. Фала ви на вас на поканата. Ми беше драго.